Добро вечер и добро дојдовте во уште едно најново издание на информативната емисија Отворено за. Вечерва со мојот, а и ваш гостин ќе разговараме за она што сите не интересира, за економската состојба во Република Македонија. Мој ваш гостин е господјата Анита Димовска, државен секретар во Министерството за економија. Добро ни дојдовте. Добро вечер за гледачите на К1 телевизија. Најнапред од мое лично име и од името на органот кој што го представам, Министерство за економија, да се заблагодарам за поканата за вечерашново гостување и за приликата да продискутираме на актуелни прашања кои што верувам дека ќе бидат од интерес на граѓаните на Република Македонија, гледачи во конкретниот случај на К1 телевизија. Господја Димовска, најнапред, како вие генерално ја оценувате економската состојба во државата? Па, според официјалните податоци на Државниот завод за статистика, во првиве 3 квартали од 2016 година, измерен раст на бруто домашниот производ на реална основа од 2,7%. Сега овој раст е пред се движен од растот во градежништвото, значи градежништвото продолжува и понатаму со силно темпо да расте, бележи раст за првите 3 квартали во 2016 година околу 15%. Раст бележи земјоделието, раст е забележан и во услужните дејности. Ако се анализира бруто домашниот производ од расходната страна, растот го движи извозот, односно потрошувачката. Со оваа стапка на 2,7% раст на бруто домашниот производ на реална основа во 2016 година, можеме да се надеваме дека практично тоа што беа проекции на владата на Република Македонија, односно на Народната банка, од 2,3% за 2016 година се достижни и реални. На приближно исто ниво се и проекциите на останати меѓународни финансиски институции како Монетарниот фонд, Светската банка, Европската комисија и така натаму. Овие стапки на економски раст ни даваат за право да констатираме дека и во услови на политичка криза која што ја следи земјата во изминатите 2-3 години, македонската економија се покажа условно речено како жилава, состојбата е стабилна во државата и понатаму се продолжува да се бележат позитивни стапки на економски раст. Сега, ако ми дозволите, моје лично видување, ваквата состојба практично е резултат на два моменти. Едното е тоа што има позитивни движења и во европската економија, која што е практично најголем наш партнер. Пред се состојбата во Германија е поволна од аспект на зголемена побарувачка за производите од Република Македонија. Тоа е првиот момент, а вториот момент, кој што не е помалку значаен, секако се должи на тоа што во изминатава деценија во Република Македонија се спроведува навистина значајни реформи, кои што придонесоа за зголемување на конкурентноста на економските субјекти во Република Македонија и практично тие реформи и мерки кои што беа превземани во минатото овозможуваат и покрај политичката криза во добра кондиција да е македонската економија во 2016 година и во периодов. Често се слуша зборот реформи. Според вас или вашето мислење, која е онаа реформа која што всушност најмногу даде позитивни ефекти во македонската економија? На што се потпираме ние? Градежништвото, да, како гранка е водечка. Па вака, јас сега не би зборувала за една реформа, би зборувала за сет на реформи. И кога зборуваме за реформи кои што ја направија конкурентна македонската економија, сметам дека и покрај тоа што помина речеси една деценија од спроведување на конкретната мерка, лично како најзначајна реформа која што исклучително влијаеше на зголемување на конкурентноста на македонските претпријатија и македонската економија, намалување и изедначување на даночните стапки во 2006 година, односно намалување на стапката на данок на добивка од 15 на 10% и укинување на прогресивното одоначување со персонален данок на доход и изедначување на одоначување на единствена стапка на персонален данок од доход од 10%. Значи, ова
ова е една од клучните реформи кои што овозможи соодветна база и даде иницијален импулс понатаму со други сет мерки само да се зголемува конкурентноста на македонската економија. Секако една од тие мерки или значајни реформи е и реформата која што се однесуваше на намалување на социјалните придонеси или стапките на придонесите од задолжително социјално осигурување од 32,5% во 2008 година колку што изнесуваа на нивото од 26,4% во 2015 година. Не помалку значено е и тоа што се овозможи, значи модел на оданочување за малите и микробизнеси кои што стваруваат годишен приход до 3 милиони денари да се ослободени од оданочување со данок на добивка, а за фирмите кои што стваруваат приходи од 3 до 6 милиони денари, всушност се остави простор да изберат како ќе бидат оданочени, дали со 1% на вкупниот приход данок на добивка или со 10% на остварениот профит. Овие мерки значително влијаја на намалување на трошоците на работењето на фирмите. И ако зборуваме, да речеме, за предпријатија, трошок на предпријатие кое што е основано во последниве 10 години, можеби тоа му е состојба, нели, затекната, нормална и така натаму. Меѓутоа, оние фирми кои што работеа и пред 2006 година, навистина можат да направат разлика во однос на тоа што значи намалувањето на даночните стапки, стапките на социјални придонеси за тоа, за конкретниот бизнис. Значи, повеќе средства остануваат кај предпријатијата, тие имаат можност да реинвестираат, да се развиваат, да отварат нови работни места. Не помалку значено е тоа што значи во изминатиот период се намалија или укина царински стапки за повеќе од 600 производи. Некои од тие производи се repроматеријали кои што се употребуваат во производните процеси и тоа значи дополнително намалување на трошоците и зголемување на конкурентноста на конкретен производ. Понатаму, не помалку значајни се исто така реформи кои што се спроведоа во многу клучни институции за бизнисот, а се поврзани со возможување на различни видови на услуги, нели, електронски, со што се намали времетраењето на времето за кое што се добива услугата. Исто така се намалија услугите кои што ги наплаќаат практично фирмите. Во делот на глобите кон правните лица се спроведе реформа во насока на намалување на глобите, овозможување на едукација за полесни прекршоци и така натаму. Кога станува збор за сите овие реформи, сите тие се во насока на подобрување на македонската економија, дека тоа така говори последниот податок на Заводот за статистика, дека во 2016 година имаме зголемен број на правни субјекти. Меѓутоа, иако бројките кажуваат позитивни резултати, сепак деновиве актуелни се различни анализи и надписи кои што се однесуваат на странските директни инвестиции. Како вие ја оценувате состојбата во оваа област? Па видете, точно е дека изминатиот период, па и изминативе денови во поразлични портали се појавуваа одредени анализи, наводни анализи кои што се однесуваат на ефектот кој што го имаат странските директни инвестиции во Република Македонија од една страна и од друга страна трошоците кои што се прават за привлекување на конкретен инвеститор. И сега не знам дали да се впуштам во коментирање на анализите, но еве за да биде јасно за граѓаните, ќе тргнам од следното. Конкретните анализи се во целост неиздржани од неколку причини. Прво, методолошкиот пристап и тенденциозни се, кога ќе земете за да се стигне до одреден заклучок, без притоа да се употреби алатка или методологија која што ќе е соодветна за таков тип на анализи. Значи, конкретните аналитичари или експерти условно речено, знаете што споредуваат. Од една страна ги земаат трошоците, односно расходите од буџетот на три институции. Едната е Дирекцијата за технолошко развој на индустријски зони, Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извоз и третата ставка е буџетска расходна ставка од буџет на влада кој што е наменет за странските, практично за министрите без ресор, кои што се задолжени за
привлекување на странски инвестиции. Сега, од една страна, значи ги земаат овие податоци за расходи во буџетите, а од друга страна ги анализираат ефектите од странските директни инвестиции, наводно на 25 инвеститори, бруто остварена добивка и анализираат нешто износ на плати кои што се земале. Тоа е неспоредливо. Значи, не можете да споредите буџети и трошоци кои што ги прават институции за своето редовно работење, кое што практично ќе има ефект не во наредните 2-3 години и наредните децении. А од друга страна, да анализирате ефекти на постојни компании во Република Македонија, странски инвеститори, бидејќи тие трошоци не се прават само за тие 25 компании и при тоа да извлекувате погрешни заклучоци. Затоа велам, не знам колку да се впуштаме во дискусии по анализата. Кога станува збор за странските инвестиции, јас сакам да кажам дека е добро што се дискутира на темата. Значи, денес има за што да зборуваме. Во минатото пред 10 години можеше само во учебници да прочитаме дефиниција за тоа што е странска директна гринфилд инвестиција, зборувам. Присутни беа инвеститори кои што влегоа во Република Македонија со превземање на дел од компаниите во процесот на приватизација и трансформација, меѓутоа гринфилд инвестиција од нула практично да дојде инвеститор, тоа можеше само да читаме во учебниците што значи. Денес ние зборуваме за конкретни инвеститори, зборуваме за конкретни работни места. Не само што зборуваме, ние ги гледаме. Па затоа така што се тие тука околу нас. Скоро во секој град имаме индустријска зона во која што има и по некој странски инвеститор. Така, индустријски зони, речиси на целата територија на Република Македонија, технолошко развојни индустријски зони, инвеститорите се присутни, работните места кои што се искреирани се реални, па еве гледачите на вашата телевизија всушност најдобро можат да зборуваат за ефектите кои што ги имаат странските директни инвестиции, бидејќи тука е Дрекслер Мајер, кој што нели вработува близу 6000 лица, не само од Кавадарци, тука од целиот регион. Маркар е тука во Велес со околу 600 вработувања и за тоа велам. Добро е да се зборува, нели, и да се прават анализи, меѓутоа кога се прават истите треба да се прават најнапред од методолошки исправна основа и да се дојде до резултати кои што ќе бидат реални, кои што ќе помогнат на креаторите на политиката во иднина да ги подобруваат состојбите во областа, а не тенденциозно за да се дојде до одредени заклучоци кои што не кореспондираат со реалноста. Значи, многу често кога станува збор за странските инвеститори се зборува за износот на плати кои што го земаат, нели, луѓето во кај конкретните работодавачи. Меѓутоа пак согласно моите сознанија, па од пракса има многу случаи кај што почнале со понисок износ на плата, па успеале заради тоа што се покажале како вредни, добри, честни работници да напредуваат во скалилото и да дојдат и до повисоки плати. Она што е значајно за сите тие луѓе кои што во моментов работат кај странските инвеститори, не само кај странските, туку и кај домашните, е тоа што денес тие луѓе значи земаат плата, имаат работно место, можат да си дозволат нели да ги образуваат децата, да ги задоволат нели потребите поврзани со храна и останати потреби кои што нели секое домаќинство ги има. Не може да кажам дека состојбата не треба да се подобрува, апсолутно сите би биле задоволни кога нели би имале и повисок животен стандард и повисоки плати, меѓутоа за да се постигне истото неопходно е од една страна да расте продуктивноста, од друга страна потребни ни се уште повеќе инвеститори. Не само странски, туку и домашни, секако за да може да дојде и до природна конкуренција помеѓу да речем компаниите и до прелевање на работна сила од една до друга во друга компанија, односно фирма, и на низ природен процес да се дојде до како да кажам, до зголемување на животниот стандард. Но дека не се значајни странските инвеститори и дека не треба да работиме на привлекување на истите,
тезата е погрешна и неиздржана, затоа што тоа што го носат странските инвеститори во Република Македонија или што го донесоа е ноу-хау, нови технологии, нови организацијски методи на работа и секако зголемен извоз. Еве, ако ги земеме податоците само за 2016 година, растот на извозот е всушност заради растот на извозот од компании од технолошко-развојни индустријски зони. И не само што расте извозот, туку позитивно и она што се подобрува неговата структура, односно се извезуваат производи со зголемена додадена вредност. Значи, и во наредниот период, ние мора да се фокусираме на привлекување на што повеќе инвеститори, така и на градење на капацитетот и на домашните инвеститори да инвестираат, но и на странските. И на овој и во како да кажам, во делот на привлекување на странски инвеститори ние се бориме на планетарно ниво. Секоја држава нуди определени поволности, некои од државите имаат геостратешка позиција, подобра можеби излез на море и така натаму. И во изминатиот период точно е дека многу напори се вложени за да се привлечат странски инвестиции и во наредниот период со исто темпо планираме да продолжиме да промовираме Република Македонија како бизнес за инвестирање. Така е. Господине Димовска, јас би сакала да ве прашам, долго време сте во Министерството за економија, ги познавате, работите. Колку политичката криза која што ја имавме во изминатите 2 години, но дали може би ваквите надписи со нереални анализи и штетат на Македонија во процесот на договарањето и преговарањето со можни идни инвеститори? Па видете, на почетокот состојбава ја оценив како стабилна, иако во изминатиот период имаше сериозни вака обиди од страна на експерти или политичари од опозицијата да се создаде хаос во македонската економија, пред се во банкарскиот, финансискиот сектор со пласирање на одредени информации кои што практично ќе одат на штета на економијата. Всушност, тенденцијата беше да се внесе несигурност кај домашните економски субјекти, граѓани и правни лица. Домашните субјекти, граѓаните и правните лица се однесуваа рационално, тоа не се случи. Меѓутоа, штетите кои што Република Македонија може да ги трпи од ваквата состојба, и онаа стапките на економски раст покажуваат дека не ги трпиме можеби во моментов, но може да ги трпи во иднина, бидејќи кога постои политичка неизвестност или нестабилност, инвеститорите и домашни и странски, па и граѓаните дури се предпазливи во приносење на одлуките да инвестираат. И секако од тие причини е неопходно ваквата состојба што побрзо да заврши, да се вратиме на стариот пат во насока на подобрување на деловната клима за субјектите и во промовирање на Република Македонија како дестинација која што е пожелна, која што треба да е пожелна и сигурна за бизнисот, независно дали станува збор за домашни или странски инвеститори. Господја Димовска, кога станува збор за развој на економијата, во последно време многу се зборува за развој од областа на геологијата и рударството. Кога станува збор за рударството, имаме и некои нови вложувања, отварање повторно на рудници кои што беа затворени. Така, значи рударството и обработката или експлоатацијата на камен и други минерални суровини представува многу значајна економска гранка во Република Македонија. Истата ангажира околу отприлика 10.000 лица, од кои што директно во секторот се околу 6.500, а останатите се во дејности кои што се услужни и се во функција на рударството. Особено значајна е затоа што пак одредени региони во Република Македонија основна дејност им е да земеме Пробиштип, Македонска каменица, таму практично градчињата живеат од конкретните рудници кои што работат таму. Во однос на оваа област, согласно кажувања од Сдруженија на рудари,
пристопанските комори. 2016 година се заврши успешно и покрај ниските цени на металите на светските берзи. И тоа ваквите резултати се остварија во услови кога Злетово и Тораница рудниците не работеа во текот на целата година. За поздрав е тоа што има концесионер нов во овие два рудника и истите се ставени во функција. Во областа навистина има последниот период многу направено, доделени се многу концесии за експлоатација, но и многу концесии за детални геолошки истражувања кои што во иднина треба да создадат основа за доделување на концесии за експлоатација и динамизирање на развој на различни региони. Да не должам, бидејќи бројките се навистина импозантни, вака и за поздравување, и да не должам многу поразличен вид на минерална суровина, ќе ги спомнам само вака најзначајните и најголемите проекти во областа кои што се очекуваат да се реализираат во догледно време. Тоа е рудникот за бакар и злато и ловица во Босилево. Концесионерот веќе е во постапка на регулирање на дозволата за експлоатација, инаку инвестицијата во овој рудник е околу 500 милиони евра или пола милиарда и рудникот треба да вработува 500 лица. Ова ќе е еден од најголемите рудници не само во Република Македонија, туку и во регионот за злато и север. Рудникот за бакар Казандол во Валандово веќе се прават подготвителни работи, раскривка на теренот и така натаму, и овој рудник в наредни 15 години ќе обезбеди работа за околу 300 лица. Исто така станува збор за значајна инвестиција. Рудникот за бакар и злато Кадијица во Пехчево, рудникот за бакар и злато Боров Долконче, и да не ги набројувам другите рудници за металични минерални суровини кои што се во различни фази од регулирање на постапката за детални геолошки или за експлоатација, кои што ќе значат нов инпут во македонската економија. Дополнителен. За македонската економија значајна е енергетиката. Таа е во надлежност на Министерството за економија. Кои се наредниве проекти од оваа област, на што се планира да се работи и кои се бенефитите? Па вака, да ви кажам, значи енергетиката е област која што е навистина многу широка, точно од надлежност на Министерството за економија. Во некои држави дури постојат посебни министерства за енергетика и минерални суровини заради сложеноста на областа која што треба да се регулира или да се реформира. Во енергетикава во минатиот период беа навистина значајни вложувања направени во Република Македонија, пред се во делот на подобрување на безбедноста со снабдување со енергија и во делот на загуби на енергија, значи модернизирани беа различни преносни системи и така натаму, но паралелно се работеше и на зголемување на практично производството, да кажам, на енергија, со осебен акцент на зголемување на производството на енергија од обновливи извори на енергија, и во овој дел одеа повеќе огласи, сега мислам дека седмиот оглас ќе е за изградба на мали хидроелектрични централи, направен е ветерен парк во Богданци, ќе следи втора фаза од изградбата на истиот и така натаму. Меѓутоа, кога зборуваме за енергетика, јас сакам фокусот да го ставам на еден многу значаен процес кој што започна во Република Македонија, а истиот се нарекува гасификација. Во Република Македонија паралелно, значи, се работи на изградба на националниот гасоводен систем, изградба на интерконективни водови и развој на дистрибутивните мрежи. Значи, ова е процес кој што треба да обезбеди целосна гасификација на државата и пристап до ефтин ресурс и чист, условно речено, ресурс кој што енергенс, кој што ќе влијае и на зголемување на конкурентноста на домашната економија од една страна, од друга страна намалување на трошоците на граѓаните и од трета страна ќе отвори нови работни места, бидејќи тоа е цела една нова индустрија. Во моментов, значи, изградени се магистралниот гасовод Клечовце-Штип,
Магистралниот гасовод Штип-Неготино е во фаза на изградба, како што е и во фаза на изградба магистралниот гасовод Неготино Кавадарци Битола, Скопје Тетово и Гостивар. Но во подготовка за реализација се сите останати магистрални гасоводи во различна фаза, некада се подготвува тендерска документација. И во втората половина од оваа година ќе започне постапката за изработка на проектна документација за тие за кои што не е започната и предвидено е изградбата на гасоводите до 2020 година во целост да заврши. Имате една интересна мапа, не знам колку ќе можеме таа да ја представиме на нашите гледачи, веројатно. Јас ќе се обидам. Ова што е, како претходно што ми кажавте, ова што е со плава линија, е фактички тоа што е изградено. Ова што е со зелено во моментов се гради. Така, а останатите овие кракови се тие кои што треба да започнат и се планираат да се градат. Магистрален гасовод ќе има од Свети Николе до Велес. Исто како и за останатите, рокот за реализација или комплетно завршување со изградба на магистрални гасоводи е до 2020 година. И како што веќе посочив кои се придобивки од гасификацијата, паралелно се работи и на развој на дистрибутивните мрежи во рамки од магистралните гасоводи до во конкретните населени места. И за тоа има активност. Малку поинаку ќе биде дистрибуцијата, не од онаа која што веќе имаат некои општини во Република Македонија. Сега тоа, мислам, по која цена го добиваат гасот во моментов. Се дистрибуира со цистерни и така натаму. На цената ќе влијае тоа што ние, паралелно работиме на изградба на интерконекции. Во моментов гасот го добиваме од Бугарија и тоа е така по релативно неповолна цена. Со изградба на интерконекциите, од Грција и во Србија, постои можност Македонија да стане и дел од еден регионален гасовод, а кога регионален гасовод минува низ територијата на одредена држава, се наплатуваат и дополнително тарифи за тоа што гасоводот минува низ државата. Сложен процес, процес кој што чини, да речеме, потребни се многу финансиски средства за реализација на истиот, но интензивно се работи. Македонски енергетски ресурси задолжени за овие магистрални гасоводи интензивно работат и очекуваме во наредниот период ова да е една од најголемите придобивки и од аспект на економијата, имајќи предвид конкурентноста на истата, но и од аспект на заштита на животната средина, бидејќи станува збор за енергенс кој што се нарекува еколошки. Да. Кога сме веќе кај екологијата, да напоменеме дека имаме многу места кои што се интересни за посетителите. Многу зелен простор за развој на туризмот, но ги имаме тука и Охрид како еден од најзначајните туристички региони во Македонија. Каква ни е состојбата со туризмот? Генерално состојбата во туризмот е одлична и ако направиме компарација од периодот во 2006 до 2016 година, бројот на туристи е зголемен, вкупниот број на туристи за 60%, додека пак бројот на странски туристи е повеќе од двојно зголемен. Ако во 2006 сме имале околу 202.000 туристи, во првиве 11 месеци од 2016, од 1 до месец јануари до ноември 2016, 484 туристи, нешто повеќе, ја посетиле Република Македонија, зборуваме за странски туристи. Ова се одлични резултати и при тоа доаѓаат туристи од различни држави. Како што споменавте, ако претходно Охрид беше туристички центар во Република Македонија, веќе почнува состојбата да се менува. Скопје се профилира како еден од градовите кој што е интересен за посета од страна на странските туристи. А она што е значајно, не само што расте бројот на туристи, туку расте и бројот на ноќевање. И сега овие туристи зошто се значајни за Република Македонија? Затоа што во изминативе 4 години од прилика девизниот прилив по овој основ е речиси милиарда американски долари. Ако се соберат. Значи тие
оставаат тука средства. Овие бројки не се резултати сами по себе. Исто така, многу е одработено, има многу труд вложено позади овие бројки, како во делот на промоција на Република Македонија како атрактивна туристичка дестинација, така и во делот на превземање на сет мерки кои што придонесоа за зголемување на конкурентноста на туристичкиот сектор и туристичката понуда во Република Македонија. Да не ги набројувам, например, од 2010 до денес Република Македонија се представила на повеќе од 50 меѓународни сајами за туризам. Тоа има соодветен ефект. Субвенционирање на организиран промет туроператориве исто така даде соодветен ефект. Ефтините летови кои што се обезбедија, нели, интерконекција на Република Македонија со други држави во светот секако даде свој ефект. И има уште ред други мерки кои што нема да ги набројувам во моментов. Дали можеби токму согледувајќи ги сите овие резултати се одлучивте да реализирате проекти за субвенционирање во развојот на руралниот туризам? Нешто што треба да биде дополнително интересно кога станува збор за Република Македонија. Па да, видете, во програмата за поддршка на туризмот на Министерството за економија, значи конкретно, која што е усвоена од владата, објавена во Службен весник, за наредна година за прв пат предвидуваме ваква мерка на субвенционирање, тоа е финансиска поддршка во износ од 60% од докажаните трошоци, но не повеќе од 200.000 денари по домаќинство, која што ќе биде, оваа поддршка ќе биде намената за набавка, опрема, инвентар, како и за уредување на простор на селски домаќинства. Имено за што станува збор? Одредено селско домаќинство во некоја рурална средина, таму живеат, имаат добиток, заработуваат нешто од земјоделие, меѓутоа имаат простор да примат на преноќевање туристи. На таквите домаќинства ќе им овозможиме со овој износ што го споменав, да им ги покриеме трошоците од 60% кои што би ги направиле за да нивната куќа ја прилагодат за потребите на гостите, така. Да можат, не знам, да направат тоалет ако имаат потреба, нешто да подсредат. И оваа мерка за прв пат, со оваа мерка за прв пат почнуваме со реализација во 2017 година. Ќе видиме каков ќе биде одзивот, меѓутоа многу ќе значи и за домаќинствата конкретни на кои што се надевам дека ќе успееме да им излеземе во пресред, но и за развој на туризмот во овие рурални средини, бидејќи многу често има прекрасни предели во Република Македонија, нема каде нели да се преноќи и така натаму. Конкретното домаќинство, тоа да не пропуштиме да кажеме дека ќе треба да се регистрира во единицата на локална самоуправа како физичко лице кое што ќе врши угостителска дејност и по утврдување на исполнетост на критериумите, овие селски домаќинства ќе добијат ознака сончоглед дека станува збор за рурален сместувачки капацитет. Имајќи во предвид дека во Македонија се повеќе имаме планинарски патеки одбележани, дека се повеќе се развива и алтернативниот спорт, тогаш ова е добра можност во иднина и за повеќе сместувачки капацитети токму во делот македонските села кои што може би и полека се напуштаат за враќање на населението. Меѓутоа, она што во последно време или во последните денови е многу интересно, а станува збор за активност на Министерството за економија, е најавата дека ќе субвенционирате поставување на ПВЦ прозори во домаќинствата. Целта е зголемување на енергетската ефикасност. И овој проект и оваа мерка е новина, нешто што за прв пат се спроведува. Така, пропуштивме кога зборувавме на тема енергетика да ја споменаме актуелната мерка, новата мерка која што ќе се спроведува од Министерството за економија. Значи, ние секоја година имавме во овој дел програма која што предвидуваше надоместување на дел од трошоците закупени и вградени сончеви колектори, односно системи во домаќинства, и со оваа мерка се поддржа голем број
на домаќинства. За прв пат оваа година во програмата на Министерството за економија, која што се однесува на енергетиката, предвидовме субвенционирање со цел замена, значи, на старите дотрајани прозорци кои што убаво не се затвараат, па предизвикуваат бегање на онаа топлинска енергија од домовите, со алуминиумски ПВЦ прозорци кои што се енергетски, условно речено, поефикасни од оние стари прозорци. Мерката ќе опфати субвенционирање на трошоците за замена на оние дотрајани прозорци во износ до 50% од вредноста на замената, но не повеќе од 500 евра по домаќинство. И со оваа мерка, значи, очекуваме веќе изминатите денови голем интерес има, се јавуваат граѓани со намера да се информираат како ќе се спроведува и така натаму. Може ли да кажеме кога ќе треба да аплицираат? Во текот на февруари Министерството за економија ќе објави јавен оглас во кој што ќе бидат детално опишани роковите, критериумите и така натаму. А јавниот оглас ќе биде отворен, условно речено, до крајот на август. Има определен буџет за оваа намена? Да, околу 20 милиони, не околу, туку точно 20 милиони денари се определени за оваа намена и значи субвенционирањето ќе се врши на принцип прв дојден, прв услужен до целосно исцрпување на средствата. Очекуваме околу или најмалку 700 домаќинства да бидат поддржани во првава година со оваа мерка. Еве добра можност до сите оние кои што не гледаат оваа вечер и доколку имаат намера да бидат дел или да конкурираат за добивање на субвенции за промена на ПВЦ прозорите, тоа да го сторат што поскоро, затоа што еден од условите е прв дојден, прв услужен. Нема да зборуваме за бројки на невработеност, затоа што статистика и многу пати сме говориле дека Македонија го достигна најниското ниво. Пред самиот крај само би сакала да прашам, кои се очекувањата? Одиме во надолна линија повторно и 2017 со намалување на бројот на невработеност? Сакам да верувам дека бројот, односно стапката на невработеност и понатаму ќе се намалува. Во третиот квартал 2016 година забележавме историски најниско ниво на невработеност од 23,4%. Зборувам историски во процесов, односно во периодов од како 25 години независна Република Македонија е независна. Ова е значајно остварување. Има простор и понатаму стапката на не е ова некоја стапка на невработеност со која што треба да се пофалиме, условно речено, затоа што во европски рамки, ако се споредува со останати економии, се уште е висока, меѓутоа е стапка со која што со полно право може, условно речено, да се пофали владата предводена од ВМРО ДПМН, затоа што позади оваа стапка од 23,4% невработени стојат многу проекти, многу вложен труд и она што е значајно, стапката на невработеност е 23,4, но во исто време значи расте и стапката на вработеност, односно во периодов изминативе 10 години се креирани од 160 до 170 илјади нови работни места и тоа е вака значаен резултат. 160 илјади домаќинства имаат приход или дополнителен приход, доколку нели станува збор за дополнително вработување и тоа е исклучително значајно. Тоа е само еден од показателите дека македонската економија оди во добра нагорна линија. Пред самиот крај до ова ваше гостување, значи на почетокот кажав дека вие доаѓате од Министерството за економија, државен секретар сте. Како една жена се справува со предизвиците кои што ги носи ова работно место? Па видете, јас не ги гледам така работите. Кога станува збор за работа, за посветеност и одговорност, не ги гледам работните места како машки и женски, туку како работни места за лица кои што се посветени, упорни, одговорни и за поинакви лица.
Така да на конкретнава позиција не ценам ниту дека ми е хендикеп, ниту дека ми е предност тоа што сум жена. Гледам работите да ги вршам во рамки на моите со закон дадени овластувања и ценам дека во овие 2,5 години сум на ниво на она што ми била доделена задача, секако со сите ограничувања кои што ги донесе изминатиот период. Господја Димовска, јас ви благодарам што оваа вечер бевте наш гостин. Имавме можност да слушнеме како се развивала или кои се плановите за македонската економија. Се надевам дека имаме веќе период на стабилизација и дека повторно ќе говориме за нови инвеститори во индустриските зони, но и во слободните зони во Република Македонија. А сето тоа пак ќе придонесе за креирање на нови работни места. Ви благодарам за поканата и се надевам и на наредна прилика на дискусија на овие слични или пак некои други теми. Почитувани гледачи, јас ви благодарам и вас што и оваа вечер бевте заедно со нас. Останете и понатаму со програмата на регионалната К1 телевизија, а за 7 дена од ова место најавувам нов гост. Пријатно.